Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите интервјуто со Југослав Петрушич, поранешен агент или шпион или дел од разузнавачката структура на француските тајни служби, дел од обезбедувањето на францускиот председател Франсуа Митеран, човек кој на Балканот и широм светот е обвинуван за разни атентати и учествува во разни револуции, човек кој многу знае, човек за чие име се врзуваат многу контраверзи, и јас се плашам дека човек кој многу често, да не речам најчесто, да не речам 100%, ги погодува сите работи, односно сите анализи кои кажува. За почеток, почитувани гледачи, ќе ви раскажам како доаѓа до снимањето на ова интервју со Југослав Петрушич. На 7 јануари, значи кога е православен Божик, некаде околу 10:30 часот наутро, ми се јавува Југослав Петрушич и ми вели: Васко, не сме се слушнали одамна, дали би можеле да снимиме едно телевизиско интервју? Велам, на која тема, бидејќи според моите проценки немаше некој наставник кој заслужува да бидат истретирани преку интервју со Југослав Петрушич. Па вели, кима би можеле да разговараме за тероризмот. Па велам, што би разговарале за тероризмот, кога нема никаков терористички акт? Па вели, ке има. За 2 сати после тој разговор се случува атентатот, односно тој терористички акт во Париз, кога се убиени 11 луѓе. Првата помисла која ми падна во тој момент на памет беше дали Југослав Петрушич знаел за тоа што ќе се случи во Париз. Така и го почнуваме разговорот со него. На 7 јануари, некаде кај 10:30 наутро, ми се јавувате и видите, одамна не сме снимили интервју. Еве, прашам што има ново за да можеме да снимаме. Викате нешто на база или на тема тероризам. Јас велам, па нема ништо терористички, не се случува ништо на тој план, на планот на тероризмот, па викате ќе се случи. По 2 сати се случи оној масакар во Париз. Знаете ли дека тој ден ќе се случи атентат? Кој ми се јавте? Тачно е да сме се чули да сам рекол šta će se dešavati u Parizu i iz jednog prostog razloga da sam ja francusku državu, odnosno francusku tajnu službu upozorio i 2005. godine na atentat u Londonu i Madridu, odnosno u isto vreme trebalo da bude u Varšavi. Како може да знаете, ако ми се јавувате 2 сати пред тоа што се случува и велите, ке има терористички акции, ми се јавувате, а не сме се слушнали години и пол дена, се случува во Франција, кај што вие сте биле припадник на француските служби, јас ќе покажам листингот од тој телефонски разговор пред гледачите да не мислат дека нешто измислам, точно ќе се дека на 7 јануари на ден православен Божик, 2 сати после тој разговор се случува масакрот во Париз. Како можно да знаете, имате информации, учествува француската служба, француска држава во тоа, некој ви вели да зборите да се јавувате, еве, чисто да направиме на реконструкција, како Југослав Петрушич знае дека ќе се случи тој ден во Париз. Ja mnoge informacije koje imam i danas koristim iz onih mesta, odnosno onih ljudi kojima sam nekad spašavao živote, da li se oni nalaze u Alžiru, Maroku, Tunisu, Libiji, Iranu, Iraku ili mnogim drugim zemljama arapskog porekla i u stanju sam da saznam informacije koje su top sekret. Na moju nesreću, ja preko puta mene nemam sagovornike, odnosno ljude koji mogu da razumeju tu vrstu terorizma. Bila дека ова е јеменска група. Дека се овие припадници на таа јеменска група се појавува Јемен веќе многу пофреквентно во последните неколку години. Ви морате да знаете да su 1992. godine do 1995. godine prozapadne službe, odnosno i proruske službe, prokineske i proindijske službe dozvolile da na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, znači dobro me pratite, Savezna Republika Jugoslavije od Slovenije do Makedonije dođe preko 50.000 različitih terorista. Da li su došli kao vojnici ili kao ljudi koji će se baviti nekim nevladinim organizacijama ili da pomažu nekim ljudima, znači blizu 50.000 različitih vrsta iz različitih zemalja muslimanskih su došli ljudi na teritoriju bivše Jugoslavije, instalirali se ovde da bi upravo organizovali ćelije i bavili se tim terorizmom za višnji interes njihov da bi stigli dotle da jednog dana naprave od ovih teritorija muslimanske teritorije. Gospodine Petrušić, како се прави, како се подготвува, колку време се подготвува и колку чини еден таков масакар. Веројатно тоа не е ке станите на Сабајле, не знаете што ќе правите во тек на денот, па ајде ќе убиеме 10 или 15 луѓе. Како се подготвува еден масакар или една операција од таков формат? Највеća превара е да наводно луѓе кои иду у рат u Siriju, Liban, Irak... Ne, konkretno za ova. Za ovo mi pričam. Znači, oni su svi rekli da su ti ljudi nekad ratovali s puškom.
Odnosno su pripremljeni da su spremni za borbu i za ubijanje. Teroristi nikad ne koriste ljude koji su bili po ratu, retko kad ih koriste. Zato što ti ljudi vole da ratuju sa puškom ili imaju neke druge zadatke. Obično koriste ljude koji su više ideološki potkovani da bi neko teško krivično delo napravili, ali verujući da to činje za višni cilj. Mislite дека овие луѓе не се тренирани луѓе по разни боишта, не знам, во Сирија, во Ирак, овие што учествува во ова? Ne, iako su bili, oni su bili veoma kratko vreme. Ali oni nisu trenirani da ratuju, oni su trenirani da izvrše višnje ciljeve za neku organizaciju. Znači, ovi ljudi koji su na ovaj brutalan način pucali čoveku u glavu, koji je okrenut i ranjen, ti ljudi su ubijali iz svog uverenja. Oni nisu ubijali kao teroristi. Znači, od veruvanja, od ideologija. I to teška ideologija. I to ideologija kao što su nekad bili komunisti, ili fašisti, ili Rimljani, ili, šta ja znam, vojska Aleksandra Makedonskog. Ovi ljudi su verovali u svoj cilj onog momenta kad su pucali. Znači, ti imat misija. Oni misle u svojoj glavi da imaju misiju. Svoja misija. Da, ali šta je poenta ovog zločina bila? Тие се, значи, последна талка. Dobro. Значи, тие се тие што стават прст на оружјето или на пиштолот. Меѓутоа, има луѓе кои тоа го смислуват. Веројатно не им се сонува нови дека тоа треба да го прават. Значи, има еден цел систем, еден цел синџир. Како се организира еден таков? Jedan takav sistem se organizuje veoma lako, pošto su muslimani, pošto su te ideološke grupe ljudi koje žele da zavedu teror. Znači, ne mora to samo da znači da se radi kod muslimana. Imamo situacije u Norveškoj, kao što imaš i jeste, ali mnogo manji i na mnogo manji način. Čak i u Norveškoj su moguće da jedan muslimanski lobi iscenirao da dođe do tog masakra. Oni često imaju te interesne zone i mogu da koristi Evropljane za svoje ciljeve. Da dođe do haosa i da terorizam predstave kao legalni sistem borbe. Što konkretno ovde se sluča? U Francuskoj konkretno možemo da dokažemo da trag vodi do Bosne i Hercegovine, da trag vodi do Kosova i da trag vodi kroz Makedoniju do Turske, odnosno spušta se prema nekim zemljama da se danas vodi rat prema Siriji. Zašto? Znači, treba povezati sve te teritorije sa ovim masakrom i sa ovim terorističkim aktom. Ali ključna stvar od svega toga je da je oružje došlo iz Bosne. Ovde, kao u Francuskoj, da. Дека oružje od Bosna. Zašto je došlo iz Bosne? 2008. godine francuska država je odlučila da uništi specijalne ćelije, odnosno specijalne grupacije ljudi koje su bile obučene da uđu i da se infiltriraju među različite kriminalne grupacije, odnosno terorističke grupacije, da otkriju kako funkcionišu i da ih neutrališu pre nego što oni uopšte počnu da razmišljaju o bilo čemu, da ih neutrališu i oružje i da ih stave u zatvor i da naprave od njih kriminalce. Onog momenta kad smo mi počeli sve da legalizujemo, odnosno da ne primenjujemo terorističke metode prema teroristima. Govorite kako francuska služba. Ja govorim o onome što sam ja radio, znači o sebi lično pričam u francuskoj tajnoj službi. Krajem avgusta 2008. godine jedinica, odnosno ćelija u kojoj sam ja radio je zatvorena. Oni su odlučili da više nije potrebno na taj način rušiti sisteme ljudi koji se bave tim terorizmom, odnosno koji organizuju takvu vrstu terorizma. To su shvatile sve ove grupacije ljudi koji se nalaze van granica Francuske i Evrope i krenuli su u jedan sveopšti rat protiv Evropljana. Ovaj akt teroristički nema samo poruku toga da su oni ubili nekoliko ljudi. I zašto oni uvek kreću posle ubijanja nekoliko ljudi u novinskoj agenciji na Jevreje? Zašto? Jer samo to može da animira i uzbudi svu javnost. I oni dobro znaju, znači sve je isplanirano od početka do kraja. Znači mislite дека тука се планирани и се водило сметка за неколку елементи. Прво дека е Франција. Второ, имате информација дека Франција ги има разоружено своите специјални единици кои се бават со такви акции за спречување на вакви терористички операции. А и да ви кажам, право смешно беше кога гледавме како цела француска жандармерија и специјални единици не може 4 терористи да убијат, па ги бркат по разни супермаркети, не знам, по разни периферии. Бъде сезонно, значи има новинари, има припадници на еврејска заедница. Мислите дека сите 4 елементи се имале во предвид кога се одлучиле тоа да го направат? Ja sad mogu da vam potvrdim da su mnogi ljudi iz Francuske umešani u ovaj terorizam. Sada mogu odavde da vam potvrdim kako ljudi muslimanske veroispovesti, tako i ljudi koji nisu delovali, kad kažem umešani, nisu oni direktno umešani, da su ih oni nagovorili da pucaju, ali su umešani zato što nisu reagovali pravovremeno. Ne možete vi za francuska država? Da, u francuskoj državi. Ne možete vi za 4 ljudi koji su izvršili jedan teroristički akt da podignete 11.000 ljudi da ih juri.
I ne možete na ovaj način da pokazujete svetu vašu spremnost u borbi protiv terorizma. Pa šta to znači? To znači da 5 ljudi ubije nekoga na ulici, da vi morate 11.000 ljudi da podignete na noge i da ih na ovaj način ubijete. To su radile ranije specijalne jedinice, odnosno ljudi obučeni specijalno za to, gde su se slala 2, 3 do 5 ljudi i uništavali te ljudi. Jeste učestvovali u takve akcije? Nekoliko puta. Koliko ulogi imate? Koliko ulogi imate ubijeno? Ako ne, Ne, mi nismo ubijali ljude, mi smo neutralisali ljude. Pa dobro, koliko imate neutralizirano? Bilo je oko 50 tih terorista. Znači nisu živi koji su se neutralizirani ili su živi? Ne, većina njih je živa. Ali šta, kad kažem nešto da neko bude neutralisan... Vidite, ko uvijek mi kažete, ko pripadnik na francuski da službi neutralizirate, ja sam neke 2 metra pod zemlji. Zato ja prašam što znači to neutraliziranje. Neutralisati čoveka znači onesposobiti ga da fizički ne može da deluje, odnosno da ne može da napravi takvu vrstu terorizma. Odnosno da ne može da deluje prema jednoj društvenoj zajednici. Dobro, fino objašnjavanje. Ja to pokratko kažem, vi imate tako dosta podolgo objašnjavanje po složene rečenice. Ja zvikam go ima eliminirane, vi vidite tako fizički da ne može da deluje i tako na sad ću da vam kažem. Neutralisati čoveka znači neutralisati ga u momentu dok još nije dobio oružje, dok još nije pripremio akciju. I neutralisati kompletnu grupu koja mu pomaže u svemu tome i napraviti od njih ljude koji stvarno jesu, odnosno kriminalce. U biti, svi ljudi koji vrše te terorističke akcije, odnosno koji služe ovim sistemima, su ljudi koji na ratištu ne idu. Oni se ideološki prvo pripremaju, potrebno im dugo vremena i moraju da veruju ono što rade. I onog momenta kad nastradaju i kad im dozvolite da nastradaju na način kao što je Francuska uradila, oni postaju heroji. Oni više nisu teroristi. Oni su heroji za svu nacionalnu zajednicu islama u Francuskoj, odnosno muslimana. I najavot novi akcije u Paris. I najavot novi akcije u Franciji. Niko neće praviti nikakve nove akcije. Njih ne interesuje. Ma ne interesuje ih više, oni su završili svoj posao. Je završio svoje terapije. Normalno. Oružje to, stiga od Bosne, rekovte. Kako stiga od Bosne u Franciju? Kanalima koji su bili poznati izvesnim francuskim službama, odnosno službama iz Evropske unije, koji su dozvolili i nisu bili spremni da čitavu operaciju proprate, jer su smatrali da se radi o sitnim, malim kriminalnim klanovima. Sve 4 ljudi koji su učestvovali u ovom terorističkom aktu su kriminalci. Znači, evo ja vam sad kažem, znači notarani kriminalci više puta su hapšeni za prodaju droge, prostitucije, za pokušaje pljačke. Znači, sva 4 lica. I hoćete da mi kažete da službe koje su njih pratile, znači pričam prvo o policijskim službama, pa onda pričamo o službama službama koje se bave ekstremnim terorizmom, pa onda vojnim službama, da oni nisu znale da ti ljudi treba da budu neutralisani mnogo ranije. Ne, oni su znali. Dobro, znate, nije postoje velime našite službe neći nad raznebiteni se, učestvovali u proces na rasturanje Jugoslavija, namerno gi imat raslojeno, raznebiteno, uništeno i tako na tom i tako. I dođe jedna Francija, koja važi za jedno od najmoknite zemlji u svetu. Vi ste bili del od obezbedenja, to je na Mitterrand, na primjer, zato vi go postavljam ovo prašanje. I je frljena na kolena so 4, kako što je velite, kriminalci. Kako je to možno, se izvinom, znate, sepak Francija je sinonim na mokna država. Ne ova nekoja boranija država sada se. Jeste, upravo zbog toga, ali što smo više ušli u proces demokratizacije društva, to smo više zapali u ćošak da bilo koje lice koje želi da napravi nešto može da napravi u našoj zemlji, a to koriste sistemi koji se nalaze mnogo dalje od nas i koji hoće da naprave svoj sistem da bi napravili novac, da bi pokazali nemoć jedne države. Znači, Francuska danas nema tehničke mogućnosti da se bori sa terorizmom. Ona je više ugrožena nego bilo koja osrednja zemlja koja... Zašto? Zbog njenog načina funkcionisanja. Vi biste delo od obezbedovanja, to po širok smislu. Jesam, ali vi danas ne možete da delujete u Francuskoj, sistem je mnogo glomazan i komplikovan. Koliko obide za atentat, na primjer, imalo Mitterrand? Imate neku informaciju? Jeste, ali za to vreme mi smo neutralisali ljude mnogo brže. Naše obaveštene radnje koje smo mi tada imali su bile efikasne i napredne. S vremena na vreme su bile izuzetno brutalne. Znači, pričam izuzetno brutalno. Ovde vi nemate nikakvu vrstu brutalnosti u momentu kad 4 terorista čine zločin nad jednom nacijom. Dobro, a jedan konkretan podatak, mislim sa stvarno diplomatski počnete da odgovarate. Po vreme koje ste vi u francuskoj službi, koliko obidi za atentat s Mitterrandima? Pa,
u vremenu dok su se radile te specijalne operacije vezane, ne za Mitterrand, ne mogu za njega pričati, nego za neke druge ljude, recimo za jednog ministra spoljnih poslova, nekoliko ljudi je stradalo i bilo neutralisano, radi se o Pierre Bergoua, on se kasnije i ubio, nekoliko ljudi je bilo neutralisano, odnosno eliminisano fizički, da on ne bi bio ubijen. Dobro, gospodin Петрович, велите, оружјето од Босна завршува као луѓе во Франција, но сега има еден потаток дека оружјето, односно муницијата или куршумите кои се прават во Слобода од Ужице, фабриката, дека всушност српското оружје е четврто по бројност кој се користи од овие структури на ИСИЛ. Како е тоа можно? Како стига тоа оружје српско до структурите на ИСИЛ? Sad ću da vam kažem. U većini slučajeva to treće zemlje prodaju, koji imaju najviše interesa. Mogu da budu Amerikanci, Rusi, Kinezi, Indusi. Американците не ИСИЛ. To je interesna situacija. Ne pričam ja o Amerikancima, ne radi se o zemljama, Vela radi дека- se o ljudima iz tih zemlja. Вело дека куршуми од Слобода од Ужице Tačno. се четврти по бројност по контингент на оружје кои користат овие структури на ИСИЛ кои се борат на територијата на Ире и на Сирак. Svesno i namerno se kompromituje država ko što je naša. Znači, svesno i namerno. Znači, čovek koji to prodaje, nije iz Srbije. Firma koja to prodaje, nije iz Srbije. Од каде е? Od pamtiveka, ja sam radio na tome, često sam prodavao oružje, recimo u nekim zemljama ako što je Zair i tako dalje, tako da znam savršeno dobro da u toj zemlji da mi je došla oprema iz Rusije koja nije došla iz Rusije, nego je došla iz jedne treće zemlje. Mi smo tad nosili specijalne puške ruske, njihovih specijalnih jedinica sa kalibrom P45, koje su bile kupljene iz Rusije, jednoj zvaničnoj zemlji, a donešene u Zair za terorističke akcije i sasvim 15. zemlje, koja je neprijatelj Rusiji. Оно ветување дека ќе ви го доставам листингот на телефонскиот разговор со Југослав Петручек, што се гледа дека ми има побарано на 7 јанари, за жал не успев да го реализирам, почитувани гледачи. Денес ја монтирам ова емисија, тоа е недела, некаде на 7 февруари. Вчера, значи во сабота, јас отидов некаде околу 21 часот и 30 минути во салонот на македонските телекомуникации во трговскиот центар Капитол во населбата Јане Сандански и побарав детален листинг на сите телефони кои ми се јавувале во текот на месец јануари. Меѓутоа бев непријатно изненадан бидејќи ми беше кажано дека тие може да ми дадат само броевите или телефоните на кои јас сум вртел, но не и броевите телефоните кои мене ми вртеле. Од тие причини, за жал, јас не можам да ви го дадам тој детален листинг, кај што може да видите дека на 7 јануари на православен Божик Југослав Петручич ми се има јавено од Белград и има побарано интервју со мене. Може би тоа не е ни воопшто важно, меѓутоа би сакал да кажам дека од тие причини оно ветување кој некаде кај 7-8 минута од овој интервју јас ви го ветив и ви го најавив, не успев да го реализирам. Пред 2 години имавме интервју, кое во 2 продолженија беше емитувано пред македонската јавност и таму имаше едно прашање кое јас ви го поставив и ми одговоривте дека пушката со која убијан Зоран Џинџич вие имате донесено во Србија. Меѓутоа, публиката ми замери бидејќи не сум ви го поставил прашањето кој според вас го уби Зоран Џинџич. Пушката знаеме која донел. Пушка 12,7 мм Антис je donešena za potrebe rata na Kosovu. Službi državne bezbednosti. Znači, služba državne bezbednosti, ja to moram da pojasnim, ja se radi o jednom od najtežih krivičnih dela gde je bezbednost Srbije bila ugrožena. Zoran Đinđić je ubijen iz te puške zato što rupa na telu ja tvrdim da je ubijen iz te puške, zato što rupa na telu Zorana Đinđića je bila, ulazna rana je bila 2 cm, a širina te rane je bila 3,3 cm. Znači, 20 mm je bila ulazna rana puta 33 mm, a izlazna je bila 33 puta 45 mm. Znači, strašno veliki ulazno-izlazne rane su bile na telu Zorana Đinđića. Što to znači? To znači da je sa mnogo većim kalibrom gađan Zoran Đinđić nego Milan Verulović, njegov telohranitelj, koji je ulaznu rupu imao 0,6 mm puta 0,7, a izlaznu niko nikad nije ni zapisao. Znači, дека со поголем калибар на оружје. Што ова пушка одговара, значи, на тоа? Ne samo što odgovara, ona tehničke njene karakteristike odgovaraju povredama koje su nastale na pokojnom premijeru. Znači, tehničke karakteristike povreda. Zoran Đinđić je ubijen 12. marta 2003. godine i kažu da je metak prošao pod uglom od 6,25. Jedino mesto odakle je mogu da bude gađan je bilo iz Nemanjine. Znači, bilo je nemoguće da bude pogođen sa mesta odakle je pucao Zvezdan Jovanović, odnosno njegov metak iz te puške ne bi mogao nikada napravi takvu jednu veliku rupu ili da napravi takve povrede koje su nastale na telu Zorana Đinđića. I кој го убива според вас?
Vi postavljate jedno pitanje koje je onako veoma škakljivo. Ja smatram da su to odradile, da je učestvovalo više grupa terorističkih u tom napadu, ubijanju premijera. Najbolji primjer svega toga je prilikom hapšenja 1999. godine Agencija za istraživanje medija i odnosa sa javnošću, znači to je jedna kriminalna grupa koja je formirana na teritoriji bivše Savezne Republike Jugoslavije, odnosno današnje Republike Srbije, i organizovala sve do 2003. sve te zločine, između ostalog smatram da su dobrim delom organizovali i ubistvo Zorana Đinđića. Te grupacije ljudi su tada, prilikom mog hapšenja 1999. godine, napravili lažni atentat na Slobodana Miloševića, koji nikad nije postojao. Дека вие сте учествували, сте правили група која треба да изврши... Da, ali tada su opisali čitav mehanizam na istovetan način kako će biti ubijen Zoran Đinđić. Значи исто сценарио. Istovetan. I to stoji danas u novinama. I to možete da vidite. Znači, na istovetan način kako je ubijen Zoran Đinđić su napravili scenariju 1999. godine. И ве обвинува вас. Nisu oni samo stavili mene. Oni su tada povezali. Вие како водач на групата. Da, ali su povezali sve zločine iz Hrvatske, Bosne, Kosova, čak i Makedonije. Bio sam i za Makedoniju, da sam bio i dole. Да, вас, значи ве сад правиме одредена дигресија. Вас ве спомнува и како можен извршител на атентатот врски. Jeste, ali nemojte zaboraviti da sam ja Makedoniji prodao 8 takvih pušaka. Исти вакви. Istih. 8 takvih pušaka danas se nalazi u specijalnim jedinicama Фала Makedonije. Богу не се искористени. Ne, zato što sam ih upozorio šta mogu da urade s tim puškama. Između ostalog, ja sam ih odneo i municiju i tako dalje i tako dalje. Znači, makedonskoj državi sam ja prodao 8 takvih Добро, pušaka. господине Петрушич. Зашто ве спомнува во врска со атентатот на Киро Глегоров? 2 dana pre toga ja sam se nalazio u hotelu na drugom spratu, soba sa desne strane. Upravo smo tada vršili pregovore o prodaji naoružanja Makedoniji, znači to je pre mnogih događaja koji su se desili u Makedoniji i jedan dan pre nego što sam napustio hotel, oni su pokušali da iskoriste moje prisustvo na tom mestu, na nekih 100 metara odatle, postavljena eksplozivna naprava da pokuša da se ubije Kiro Gligorov i da se destabilizuje Makedonija. Ако ве гледам сега, кога да ви кажам искрено, и личите на оној фоторобот, са малце постаро, ка некој кило повеќе, ама и личите може пова се правен тој фоторобот. Oni su pokušali to da urade, ja sam odmah dostavio makedonskim službama neophodne dokumente i neophodne stvari da bi upravo rešili ko je učestvovao u tome i ko je imao interesa da se napravi haos u Makedoniji, odnosno da se destabilizuje struktura Kire Gligorova, koji je tada mislio mnogo dobrih stvari Makedoniji i trebao je da bude eliminisan da... Од кого? Pa od tih grupacija koje su želele rat u Makedoniji, koji su želele da sve materijalno Makedonije dezintegrišu i da ukradu. Odnosno da Makedonija bude u zatvoru od nekih drugih ljudi koji su želeli njenu vlast, njenu moć i da Makedonci kao građani budu građani trećeg reda. Добро, знаете, со бидом, еве неколку пати снимаме и разговараме и горе-доле веќе ве разбирам филозофијата и на тоа што го зборувате и тоа што го кажувате, тоа што го мислите и тоа што не го докажувате. Значи, кој е мотивот да се направи одреден атентат во одредена држава? Дали тоа на премиер, дали на председател, дали на одредена новинска агенција, кој што е во случајот со Франција? Postoji više... Кој е мотив? Значи... Ne, postoji više pravaca delovanja tih atentata, odnosno više vrsta atentata. Postoji atentat kad sama država organizuje, zato što je potrebna ili neka grupacija koja je moćna, pa organizuje u svojoj državi atentat koji se vidi po načinu kako je izveden. Во Франција е таков случај? Ne. Не, добро. Во Македонија и во... Jedan od takvih slučaja, recimo atentat na Zorana Đinđića. Значи, групација од дома. Gde su naše grupacije bile navedene, odnosno podvedene od nekoliko ljudi iz inostranstva koji su hteli materijalno da profitiraju i eliminisali ga s ovih teritorija. Киро Глегоров, македонска е групацијата или од Бугарија и Србија? Ne, makedonska grupacija koja je bila podvedena pod nekoliko ljudi koji su iz Bugarske hteli da on bude eliminisan, odnosno da preuzmu svu njegovu ulogu i njegovu silu koju on političku vodio dole. Znači, on je trebao samo politički da bude eliminisan, zato nije ni ubijen odmah. Ali to su sitni i mali atentati koji nemaju nikakve veze sa nečim što je mnogo veliko i koji politički predstavlja mnogo veliku stvar. Што е крупен атентат? Krupan atentat je, na primjer, atentat koji se desio u Francuskoj i taj atentat ima za posljedicu da svi građani Francuski strahuju. I katolici, i muslimani, odnosno sve druge vere koje tamo žive. Znači, svi su u strahu. Treba dovesti zemlju po strah. Значи, da se svi plaše. Значи, завршниот збор, значи финалето на секој атентат, тероризам или било што како го наречеме, е страв. Ne samo strah, strah čitave populacije. Znači katolika,
muslimana, jevreja, koji su ključ, motor da Francuska živi. Atentat je napravljen i urađen i podveden pod takvu prizmu straha da gotovo nema čoveka u Francuskoj koji se ne plaši šta sutra možda mu se desi. A ljudi koji su izvršili atentat, 4 obična klošara, hoštapljera, kriminalca, su postali heroji. Heroji su postali. Пред рекламите, само за Сребреница. Тоа заборев во оние 2 интервјуа што ги правевме. Мислев дека нема да интересира македонската публика, меѓутоа имав барем 1000 пораки. Зашто не го праша Југослав Петрушич за Сребреница? Имаше директно обвинување на Шешел, па дури во Хашкиот трибунал, дека вие сте еден од организаторите и мозоците на се оно што се случи во Сребреница и масакрот во Сребреница. Дали Југослав Петрушич има крвави раце кои е во прашање Сребреница? 18. marta i 23. marta sam svedočio direktno u Sarajevu. Сега U Минатата година. 2012. godine u Da. slučaju Franc Kosa i ostalih. Imate na internetu, ja vas molim da deo tog mog intervjua prenesete. To prenesam. U Srebrenici je Konkretno. ubijeno 484 čoveka. 484. Tačno, to sam... Има тамо 8000 и нешто, колку шас може да видам во потоцари. 8000 i nešto ima ljudi koji su na teritoriji Srebrenice stradali, Srba i Hrvata i muslimana, čak ih ima i više. Ali vi ne možete da skupite danas više od 3.500 do 4.000 kompletnih skeleta. Sve ostalo je razbacano po različitim grobnicama. Значи во јули 95 година во Сребреница 484 луѓе. Tačno, svedočio sam ispred suda Bosne i Hercegovine, izjavio to i posle mog svedočenja je proglašeno tamo da je izvršen zločin, a ne genocid. Najveća prevara koja je napravljena građanima Republike Srpske, odnosno građanima Srbije, je Srebrenica. Zašto? Odnosno, najveća prevara koja je napravljena muslimanima je Srebrenica. Čitavog života će živjeti u zatvoru zbog Srebrenice. Zbog nekoliko ljudi koji su htjeli da opljačkaju Bosnu i Hercegovinu, oni su napravili od Srebrenice genocid. 20 milijardi do danas košta Srebrenica. 20 milijardi. Od 1995. godine. U pomoći, u istraživanju, u pretraživanju, u osnivanju Haškog tribunala. Blizu 20 milijardi eura. I to je u stvari terorizam. Добро, Силено. Ne, ali samo da se vratimo u Parizu. Вас не ве обвинуваат муслимани за Сребреница, во обвинува Шешель. Во обвинува во Хашкиот Vojislav трибунал. Šešelj je bio prevaren od strane nekoliko ljudi iz Го naših обвинува за obaveštajnih Сребреница и službi. за атентатот на Милошевич. Значи, се тие две работи Ni jedna ni каже druga stvar ne postoji. Sve je bila prevara. Прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете и рекламите, се враќаме со вториот дел на нашата емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love.
Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите интервјуто со Југослав Петрушич, поранешен агент или шпион или дел од разузнавачката структура на француските тајни служби, дел од обезбедувањето на францускиот председател Франсуа Митеран, човек кој на Балканот и широм светот е обвинуван за разни атентати и учествува во разни револуции, човек кој многу знае, човек за чие име се врзуваат многу контраверзи, и јас се плашам дека човек кој многу често, да не речам најчесто, да не речам 100%, ги погодува сите работи, односно сите анализи кои кажува. За почеток, почитувани гледачи, ќе ви раскажам како доаѓа до снимањето на ова интервју со Југослав Петрушич. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите интервјуто со Југослав Петрушич, поранешен агент или шпион или дел од разузнавачката структура на француските тајни служби. Доволно да им дају газ, да им дају нафту. Не треба ништо друго да им дају. Од тога ќе се Грчка подвиже. Мислите дека тоа е прашање на опстанок на Русија? Да може Романија, Бугарија и Грција да ја стави под своја зона на влијание? Тоа е опстанак за Европу, тоа е опстанак за Израел. Оног Не момент... за Русија се збориме, за Израел. Не, па, ако Израел буде уништен, нема ни Русија, нема ни Европе. Опстанак Европske unije и Русија е веома повезан sa опстанком Израел. Зошто? Мислам, постојано го спомнувате Израел, знаете, па дури во претходното интервју не реков, кажавте дека 2013 година би можело да има војна помеѓу Израел и дел од овој арапски свет. Имаше некои ситни конфликти, не прерасна на ниво на војна. Сега таа граница померувате до 2016 година. Зошто е клучен Израел по вас? Затоа што 2016 година Сирија кад буде пала, јас сам онда вама рекол sa војном базом што смо причали за Косова, пао е Алжир, Мароко, Тунис, Либија, Египат, каснije Ирак, sad pada Sirija, Jordan i vi nemate ništa, čitav krug i seče. Да, само да кажам за гледачите. Тоа е делот од оно интервју кој пред години и пол дена го снимавме, поради немање простор, јас не го објавив во мојата емисија, а вие тамо кажавте дека Грција, грчките пристаништа ќе се први на удар, дека ќе има бегалска криза и дека таа бегалска криза ќе стигне некаде до Виена и понатаму од Виена, и тоа се случи, да збориме, да бидеме искрени. У томе јесте. И не постои ни една друга прича, осим one priče da onog momenta kad islamski svet pred kojim su svi izgubili kontrolu, znači svi oni ljudi koji su kontrolisali do sad taj ekstremni islam su izgubili kontrolu. И го формира, и ги тренира, и ги финансира, сега немаат контрола. Da, ali više kontrole nemaju ni Amerikanci, ni Rusi, ni Kinezi, ni Indusi, niko nema više kontrolu. Ta kontrola koja je izgubljena dovela do toga da oni kontrolišu sami sebe. I kako funkcionišu? Ko ih plati? Znači sada svaki čovek koji ima mnogo novca može da ih plati i da njihove interese kanališe u pravcu koji im je potreban. I to se danas dešava. Истренирани се, имаат бројност, имаат млада популација, може да бидат употребувани вамо или тамо, и ако некој има пари, значи може од нив да направи темпирана бомба. Ne samo pare, ko ima dobru ideologiju i ko može da im priđe, može da radi s njima šta god hoće. Čak nije im potrebno ni oružje. Nije im potrebna, oni s noževima mogu da napadaju. Zašto to pričam? Jer imaju ogromnu brojnost. Svaki put kad urade nešto, od svakog mrtvog čoveka oni prave sveca, odnosno junaka. A ko sme da se buni kod muslimana? Niko. Znači, kod njih 3% populacije komanduje čitavom populacijom. Тезата дека СФР Југославија е растурена, како не би била брана
на сета ова криза која се префрала од Блискиот исток на територијата на Европа. Тоа е теза која вие кажавте во 2 или во 3 мои емисии. Дека тоа е клучниот мотив зашто била растурена поранешна СФР Југославија. Кој човек гледа што се случува денес, кој гледа тие реки на бегалци кои поминат низ Македонија, низ Бугарија, во рамки на тие реки на бегалци има луѓе со пари, без пари, со идеологија, со ИСИЛ, со пушки, со бомби, значи нема што нема во целата таа работа. Јас навистина сваќам дека бивша Југославија била кинески зид кој требало да го спречи тоа. Нема СФР Југославија, овие луѓе стигат без проблем до Виена, што се вели. Ако се сеќате, јас сам рекол да е овде поставен Берлински зид. Ја не знам колку се ви сеќате, јас сум во вашој првој емисија рекол да Берлински зид е направен измеѓу Атине, Скопја, Букурешта И Софија. Софије, односно Београда данас. Така. И они су га ту преместили после Берлинскog зида. Кој? Они, кад кажем они су они. Тоа е корпорација. Уште ги нарекувате корпорација? Управо, те интересне сфере су имале за cilj да у почетку само економски користе ове територии. Добро, таа корпорација има управен одбор, веројатно. Јесте, али данас председател те корпораcije су, сраđujući sa islamom, odnosno s ovim ekstremnim grupacijama, izgubile sve parametre. I te ekstremne korporacije su shvatile da sa 4 ili 5 ljudi, sa jednim terorističkim aktom mogu da urade šta god hoće. Sa jednom aferom, ko što se desila sada u Makedoniji, sa jednom aferom ko što je ubistvo našeg premijera, jedan primjer uzima, sa jednom aferom koja se desi u Rumuniji, Bugarskoj, čitava zemlja izgubi status. Русија ќе го дестабилизира или регионот за да може да опстане? Rusija je već pod velikim pritiskom, ja sam onda rekao, ako se dobro sećate, znači pred 2-3 godine, da će Putin imati veoma velikih problema. Zašto? On sada mora da radi na crno. Šta će raditi ti ljudi koji imaju novac i koji rade na crno i odlaze u svet? Pa doći će na nivo korupcije, odnosno bit će pritisnuti od strane zapadnih zemalja da ga izdaju. Što će se desiti na kraju ako ne bude poveo računa? Znači, jedina spas Rusije, odnosno Putina, je u tome da na sasvim drugačiji način u odnosu na druge zemlje koje su se borile protiv ovakvih kriza funkcioniše. Šta to znači? Da ni jednu familiju od ljudi koji se bave biznisom, odnosno koji rade sa ruskim novcem, ne pušta iz Rusije. Vi morate da znate da je Rusija toliko se raširila po svetu i da toliko bogataša ima, da će svako biti u stanju da izda Putina onog momenta kad shvati da će njegov novac biti ugrožen. Znači, ne radi se o ljubavi, ovde se radi... Ќе мора ли Путин да ги фрли на колена Бугарија, Романија и Грција за да ја спаси Русија? Не, он неće da ih stavi na kolena. Usuprotno, on će da ih podigne da bolje žive da bi spasio Rusiju. И да ги извлече од Европска унија? Neće on da ih izvuče, narod će sam da traži. Ništa on nikome neće. Која година ќе се случи тоа? Чисто да знам за Od 2016. Ali šta je problem? Дали ќе погодите? Ne, da bi to mogao da uradi, on mora da napravi rat na Kosovu. Сега да кажете дека не чека еден тежок период? Ne samo težak, veoma ozbiljan period čeka Srbiju i Makedoniju u 2016. odnosno do 2020. godine, gde će biti krvavih sukoba, kako u centralnim delovima Evrope, tako i u delu gde se danas nalazi Kosovo, odnosno gde je Bosna. Ali ja to ne pričam iz ugla amatera koji želi da uplaši nekoga. Ja to pričam iz nekih uglova gde ovi ljudi koji se bave tim pripremama za takve akcije su već planirali takve stvari. И 95-та година, ко се влага во процес на разврски на Балканот, ко само Косово е оставено на страна, но е решена Босна и решена деломно Македонија, па подоцна во втора фаза со рамковниот договор е дорешена, почнува од Босна и Херцеговина разврската, односно Дејтонскиот мировен договор. Косово е изгубено како што е изгубено за Србија, дали ќе се врати или нема се врати, вие можете да правите анализи, не знам овде во Србија, но кога од македонска страна се гледа работа, тоа е завршена приказна, но не е Босна завршена приказна. Србија е гарант на Дејтонскиот мировен договор. Има ли Александар Вучич задача да биде ревизор на Дејтонскиот мировен договор? Тоа ве прашувам, тоа сакам да ви кажам јас. Бидејќи разврските по мене може нема да почнат во Грција, Бугарија и во Романија, туку ќе почнат во Босна и Херцеговина со ревизија на Дејтонскиот мировен договор. За малце ќе паднеше. Додик го спасија, не го пуштија низ вода. Се спаси на некој начин. Ќе почне ли ревизијата? Ne. Da bi imala revizija na Bosni, prvo mora da se napravi revizija sa Albanijom. Jer Albanija danas ugrožava sve teritorije, ne Bosna. Мислам дека ќе има ревизија на договорот околу независност на Косово, тоа е завршена работа по мене. Ne, taman posla. Kosovo da je završena rabota i da oni ne bi ništa tražili od Srbije. Da su oni završili, pa što bi neko nešto tražio od Srbije?
Zašto bi Evropska unija ili Albanci ili bilo ko tražio nešto od Srbije da je to završeno? Pa to traje 15 godina. I to će trajati još 150 godina. Više stvari je završeno u Bosni nego što je završeno na Kosovu. Na Kosovu ništa nije završeno. Zašto? Niti u Makedoniji. Nemojte zaboraviti da su Makedonija i Kosovo bure baruta koje će dovesti u pitanje opstanak Evropske unije jednog dana. Ja ovo ne pričam na pamet, da bi pričao samo čisto da bi gledalci to čuli. Znači, Makedonija je jedno podložno tlo da krajem 2015. godine ima ozbiljan problem sa terorizmom. I čak, po mojim saznanjima, će imati nekoliko akcija na teritoriji Makedonije, odnosno Srbije. Znači, nekada 2015. krajot, 2-3 mjeseca su nadvor od Makedonije. Ne nadvor, oni će dejstvovati u Makedoniji. Znači, dejstvovati u Skoplju. I dejstvovat će u Beogradu. Ali, to što oni rade je samo prividno, oni treba da skrenu pažnju i da vas drže u strahu. Znači, terorizam se ne radi zbog toga da bi neko nekog ubio, nego se radi na tome da i jedna i druga populacija se plaše. Znači, koliko se plaši makedonska populacija, toliko treba se plaši albanska populacija. U Francuskoj se desilo da posle atentata se svi plaše. I Francuzi, i katolici, i Jevreji, i muslimani. Znači, svi se plaše. За крај, проценке на Југослав Петрочи, што ќе се случува во Македонија, што ќе се случува во регионот, како ќе се регулираат сите тие кризни жаришта во светот, на крајот кој ќе излезе како победник од таа нова партија шах или тоа ново редење на коцките на светската политичка сцена. Како почнува војната во Украина? Што е потребно да се направи војна во Украина? Имаме украински народ, поголем дел од тој украински народ се чувствува дека е дел од една поширока руска заедница, никогаш во историјата нема конфликт помеѓу русите и украинците, има една крвава разврска. Кој ќе трае? Кој се учествува? И што е потребно да биде направена таква криза? Да би се таква криза направила, морали сте да видите добијање олимписких игара. Кој е одлучил да се добие, да Русија добие олимписки игри? Значи, мислите во Сочи? Да. Tog momenta kad su napravili da Rusija dobije olimpijske igre, kad su počeli da grade taj kompleks tu, oni su tada u Rusiju ubacili više po 100.000 stranih agenata kroz sportiste. I to uvek rade. Znači, pre nego što je počeo rat, nekoliko meseci ranije sam rekao da će zadnjeg dana olimpijskih igara početi rat u Ukrajini. Znači, to je predvidivo za ljude ko što sam ja. To nisu nikakve nepoznate stvari u svetu da ja živim. Te vrste terorizma, to je pravi terorizam. Znači da interesna zajednica smisli kad će početi taj rat. I rekao sam, taj rat će se završiti negde kad bude 10 do 15.000 mrtvih ljudi. Znači, mrtvih ljudi. Koliko ima svega? Sad ima oko 6.500 ljudi. Znači na pola. Znači oni su na pola. Kad to bude, onda će se doći. I tu se vaga ko će šta uraditi. Rusi imaju interesa da drže jednu takvu stvar iz razloga da vide ko će ih sve napasti. I da osjete silu neprijatelja, odnosno da shvate ko im je neprijatelj, koliko može da ih napada i šta će im uraditi. Normalno imaju ogromne gubitke, kako financijske, tako i mnoge druge političke, jer se nose sa ogromnim nedaćama. Ali u isto vreme sve te službe su počele da rade, odnosno da se snalaze i da se reorganizuju šta bi radilo u slučaju rata, da stvarno neko Rusiju napadne. Za to vreme Zapad i Evropska unija isto mere svoju snagu. Koliko je Rusija jaka, čime možda im naudi. И тука е тестот во Украина. To je test ko će prevladati na svetu. Ova nova preraspodela ti je u suštini treći svetski hladni rat. Znači, ova nova preraspodela između svega što se dešava, između istoka i zapada, severa i juga, i u suštini merenje svega toga. Svi zanemaruju Kinu u svemu tome. Jedino Kina ima interesa da uđe na, šta ja znam, tamo gde je Jakutska, Irkutska, odnosno uzme Sibir. Ona je najbliže. Ona teritorijalno najviše pati za tim teritorijama. Ona ima najviše interesa da se umeša u sve to. A da ne pričamo o njenim strateškim ciljevima. Ги финансира ли Кина? Ukrajina i ukrajinskite Po mojim saznanjima, Kina je jedan od najvećih finansijera, ono što ja znam, Pakistanu. Danas ja smatram da to isto radi i u Ukrajini. To što oružje ide preko Amerike, to što oružje ide preko nekih drugih zemalja, to nema nikakve veze. Znači, interes na Kine je da biде slaba Rusija, za da može delovi na Sibir da ih stavi pod svoja kontrola. Ne slaba Rusija. Interes Kine je u isto vreme da sarađuje sa Rusijom. Da što jeftinije uzima njene proizvode, da je dovede u počinjen položaj da bi ona bila jedini njen partner. Onog momenta kad je jedini njen partner, onda ima i
šta ja znam, svoju viziju kako će jednog dana zajednički sa njome, ako ulaže, biti najbliža Rusiji, da Rusija zavisi od nje, odnosno oni od nje, i da izmešaju to stanovništvo, što će u jednom dužem vremenskom periodu omogućiti Kini da dobar deo tog stanovništva bude njen, ako ih šalju na tu teritoriju. To su mnogo velike priče i igre koje postoje. Upravo ovi teroristi ko što se pojavljaju u Francuskoj tome služe. Znači, taj terorizam tome služi. Treba zaplašiti ogromne mase ljudi, pri tome Rusi to sve dobro i savršeno poznaju. Ko što poznaje Evropska unija i Amerika, ko što poznaje Kina. Znači, to su velike sile. I momentalno teritorija Srbije, odnosno Makedonije, im služi kao epicentar za razručnavanje sa njima. Mi smo zato u ovakvoj situaciji. Zato ćete imati još 5 državnih udara, kad kažem 5, ovakvih stvari. Imaćete još mnogo drugih stvari koje će vas potresti u Makedoniji, ali da bi mogli da vas bace totalno na kolena, odnosno da vas drže u strahu, to mogu da urade samo sa nekoliko pravih, fizički, realnih terorističkih dela koje će počiniti na vašoj teritoriji, odnosno na našoj. Ko ima interes u Makedoniji da pravi ovakve stvari? Pa samo velike sile. Zašto? Pa da bi izazvali haos, paniku i strah, da bi mogli s ovih teritorija da rade šta hoće, a da nikome ništa ne plaćaju. Вие рековте дека да не беше базата во Бонстил, многу потешко ќе беа направени делови на таа арапска пролет. Кога гледаме сега што се случува во Сирија, прашањето е зашто Сирија е одбрана, зашто тама и во Ирак се формирала ИСИЛ држава, но вие рековте дека преку базата во Бонстил се правени сите тие операции. Тоа се покажа како точно, бидејќи само 1 или 2 месеци после тоа што кажавте, високи офицери кои работеле во базата Бонстил били убиени на сириското и на ирачкото боиште. Зошто е Сирија одбрана? Зашто во Сирија се случува тоа што се случува? Veoma mali broj ljudi prati istoriju. Vi dobro znate da u Siriji se priča jedan od najstarijih jezika, to je aramejski jezik koji je stojao. Sirija nikad nije pripadala muslimanskom svetu. Znači, nikad u životu. Najveće tajne posle Izraela sede u Siriji. I ta stara kultura koja je tamo postojala, ona se mnogo razlikovala, nema veze što su Дамас се смета за најстар град во светот. I njihova kultura se smatra za najstariju. Сириска, да. Upravo tako. I nju kad uzmete i kad vladate tom teritorijom, ako nju sruše, kraj priče. Sljedeća etapa je Izrael. Znači, onog momenta kad napadnu Izrael, rat se preko noći prenosi u Evropi. A da bi rat mogao da se prenese u Evropi i da se vlada ovim teritorijama, vi morate da uništite pre toga Rusiju, da je oslabite, ne da je uništite. Mislim, ne možete vi Rusiju da uništite, ali morate da je oslabite. Tehnički, ekonomski, fizički, finansijski, kako god hoćete da ne može da deluje. Znači, sve to povezano jedan kroz jedan. Jedini interes koji ima danas i koji je najveći je od Amerike, drugi od Kine. Znači, ne postoji nijedan drugi neprijatelj. Odnosno, ne postoji nijedna druga vizija koja bi mogla nešto tako da smisli. Sve što bi vi rekli, vi bi morali posle tehnički da odgovarate za neke mnogo kompleksne stvari. Znači, jedino te dve zemlje danas mogu da nateraju te ekstremne terorističke grupe, odnosno te terorističke jedinice da dođu na naše teritorije, da nam naprave ovo što rade. To je urađeno u Parizu. Америка и Кина. Američke i kineske tajne službe, znači ne Amerike i Kina kao zemlje. Да. I taj specijalni rat koji se danas vodi je najviše usmeren upravo na naše teritorije, na našu nesreću ovde, jer je ovo najplodnije tlo. Значи ќе ни направат пруга за да можат полесно да стигат тука. Sve ste razumeli. I pruga, i avione, i brodove, sve će nam dati. Sve. Znači ne postoji nešto što mi nećemo А dobiti. ќе ни ја зема душата. Jeste, ali su Rusi to shvatili, oni su zato krenuli na Grčku. Oni su zato krenuli na Bugarsku, oni su zato krenuli na Rumuniju. I nije ovo prvi put da se to tako radi, to je tako bilo i kad je bilo sa Kubom. Šta je uradila Rusija? Pa otišla na granicu sa Amerikom da spasi sebe. Nije ona išla što voli Kubu. Nije ona Kubi davala novac što je voli, nego je otišla tamo da bi svoje granice spasila. Ona sad mora da izvede isti manevarski prostor. Ona ne može ništa da izmisli novo. Ona, da bi oterala neprijatelja, ne sa granice, vi sad možete da, Rusija može da otvori granice. Vi možete dođete do Moskve, šta ćete raditi posle godinu dana? Ko će da hrani tu vojsku? Kako će da živi u toj hladnoći? Rusiju fizički vi ne možete da osvojite, shvatate? Znači ne postoji ta sila koja kaže mi ćemo da pobedimo Rusiju. Kako ćete da je pobedite? Svaki iole ozbiljan oficir ili iole ozbiljan analitičar zna da Rusiju ne može da pobedite. Nego vi možete da pobedite, da je ekonomski iznurite i da vladate njenim narodom. Njima je potrebno da vladaju narodima. Njima nije potrebno da unište Makedoniju, nego da vladaju Makedonom. Njima nije potrebno da unište Srbiju. Njima nije potrebno da unište Kosovo, nego da vladaju Kosovo. Ko su danas najveći zarobljenici čitavog ovog sistema? Pa Albanci. Zašto?
Pa naše je gotovo, šta mogu još da urade Srbiji? Ajde recite vi meni šta još mogu da urade Srbiji ili Makedoniji? Ništa, mi smo dotakli dno. Dno pakla, svih 9 krugova smo prošli. Mi nemamo više šta da izgubimo, slušaj. Ne postoji stvar koju može više da izgube ovi narodi. Šta mi možemo samo da uradimo? Samo da uzmemo motke da se bijemo. Ništa drugo, mi nemamo šta da izgubimo. Mi nemamo ni gaće. Znači, sve su nam uzeli što su mogli da nam uzmu. Uzeli su nam sve, mi smo goli, hodamo ulicom kao prosjaci. A ko je najopasniji? Pa čovjek koji nema ništa. Тука некаде е крајот на нашата емисија, останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме подоцна да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожупчанка. Ова беше емисијата во Центарот со Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов,